Зошто сте дојдени овде? А зашто сум дојдена? Затоа што више ми е дотежаниот животот. Сум невработена, струја ми е натрупана, вода ми е натрупана од 89 година. Невработена. Од каде јас ке имам услови за да платам? Иди у социјалното, ти вика, имаш стан, продај го, вика, станот, па живеј. До кога вакви терор ке се трпе? И од СДС и од ВМРО. Без разлика. Ни во социјализмот вработување добив, ни во оваа демократија. За у демократија да се добие вработување, треба да бидиш ептен, послушен партиски војник и да му бидиш слуга. И на сето тоа, дали ќе ти дадат парче леп или не. Јас сум принудена више утре додам кај пријатели во Велес да барам една корка леп. Ова не може. Струја. Каде во светот постоje да нема дневна струја? Тоа е тотална. Синоќа и слушам на радио кај едни пријатели. Ако евентуално се е воведела ефтината струја преку ден, ќе имало ново покачување. Па ако има покачување, нека им се стимнат по 30-40 илјади што зимаат уебана плата и плюс и терат бизниси, што јас ги знам некои луѓе од Велес, работат во ебана, а пазарите ги држат од сабајле до вечер. Не може, јас може комотно да се слика. Добро, вчера собранието пратениците од ВМРО ДПМН го одбијат предлогот на Аман да има ефтина тарифа. Јас тоа не го слушам на телевизија. Еве, ја одбија граѓанската иницијатива, беше поддржана од 13.600 граѓани. Значи, власта не дозволи враќање на ефтината дневна тарифа. Па тоа на нипи им оди, затоа што по 1000, по 2000, по 3000 плата имаат, он може да плате. А јас не можам како граѓанин на оваа држава. Не можам. Од 89-та не вработена и сега ми бара 300 процедури у Заводот за вработување. Секоја година пререгистрација, у Фондот за здравство секоја година. Сте биле ли кај министерот за труд и социјална политика, кај премиерот, кај председателот на државата? Таму е многу тешко да се приде. Прво и основно од информации не те пушта. Ти вика напиши писмено. Еве, јас имам поднесено сега у Центарот за социјални работи. Пред некој ден викам чекај да видам што е работата. А вика добиено е од Министерство за внатрешни работи, потврди, тие дека не се поседуваат коли. А вика сега од управа за приходи. Од управа за приходи јас имам наследство од мојата мајка. И му викам па јас имам стан. Па вика продај го, вика станот, ќе ти дајме 30.000, вика ќе ти дајме социјална помош. Како може тоа? У која држава ова го има?